Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Верувале или не, земјоделието во Македонија е баш за оваа рубрика. Произведувавме и извезувавме со вагони и шлепери ориз, домати, пиперки, краставици, зелка, лубеници, јаболка, кајси и што ли уште не. И тоа со најдобар квалитет. А денеска, за жал, се ова и многу други стоки се увезуваат. Земјоделците се споменуваат секогаш пред избори. Бројката за субвенции пред избори постојано се покачува. Но по изборите на земјоделците им остануваат само ветувањата. Милионски суми субвенции се доделуваат, а земјоделието си тапка во место. Она што прашуваме денес е каде одат субвенциите кога се помалку и помалку се произведува. Дали се мали субвенциите, одат во погрешни раце или пак служат само за предизборен подкуп. Сушност на кого му одговара Македонија да е зависна од увоз на храна? Она што е факт е имаме плодна земја, имаме и чиста вода, имаме сонце, а сепак нешто недостига. Каде е проблемот? Ова се прашањата кои што денеска го завземаат централното место во издание на Црвена линија, но имаме и прашање кое што ве очекува ако не следите на Инстаграм. Доколку не следите, заследете не во овој момент, па дајте одговор на прашањето. Има ли Македонија стратегија за земјоделие? Односно, може ли од земјоделие добро да се живее? Имате две опции за одговор. Едната е да, другата не, па да видиме како ќе одговорат оние кои што не следат на Инстаграм. Секако ваквото прашање ќе го поставиме и за гледачите кои што со нетрпение очекуваме да ги вклучиме и во ова денешно издание на Црвена линија. Така да, подсетување и секако да не заследите на социјалните медиуми, од проста причина што оваа дискусија можете да ја префрлите и таму, преку коментари, споделувања и секако дури и по завршувањето на Црвена линија. Но, хајде да преминеме сега во овој момент на вас, за оние кои што немаат искуство, а сега се навистина предизвикани од нашите прашања и сакаат да дадат одговори, 02-307-0005 е контакт бројот за учество во Црвена линија, но и напомена која што постојано ја повторуваме дури по неколку пати, но подобро така отколку не. Од технички аспект ве замолуваме веднаш што ве вклучат во режија. Задолжително намалете го целосно тонот на телевизорот и изборувајте само преку слушалка, што значи не го вклучувајте интерфонот, ниту пак спикерфонот. Прашањата, односно на централно прашање, врз кое што и се води темата во Црвена линија, можете да го видите на екраните, но секако прашањата се малку повеќе. Прво што ќе прашаме е каде според вас одат субвенциите кога се помалку и помалку се произведува. Добар ден, ако го имаме и први гледач во Црвена линија. Ало. Добар ден. Добар ден. Дали зборуваме со Љупчо? Точно. Так, па еве каде одат Љупчо субвенции кои што се доделуваат, се ветуваат, а земјоделието се тапка во место? Па ние одавна гледачите потенцирани предлагаме да се направи ревизија кој се има земено субвенции, зашто ги зема и кој има земено државно земјиште, да се направи проверка, за да се види онака чисто за волја на вистината кој се користи државна земја. Мене, на мојата фамилија се одземени, да ве кажем право, 4 хектара земја и дадени се на возач во Министерство за земјоделие и шумарство. И тој сега нити ја работи земјата, ама таму пријавува дека станал, да не ви кажам право, вишни. Па дури не пријави у полиција дека ние сме му ги запалиле со батучетни вишните. Тие таквите зимаат субвенции, да ти кажам право. Еве сега зашто се дигна ука-бука кога се прават тие реформите во Министерството, кога се бара да се исплаќа субвенција по единица ки производ. Затоа што не им одговара на тие што ги злоупотребуваат субвенциите, затоа што не произведуваат ништо. Јавна е тајна дека еден го има земено земјиштето, ги собира субвенцијата, а земјата реиздава на друг да работи. Мислам дека контролниот систем во Министерството за земјоделие не функционира, или ако функционира, тоа е све поради таа
партиска поделба и мир во куќа, едноставно не се збори јавно за тој криминал што се случи во Министерството за земјоделие. Ние секоја година се зголемува субвенцијата во државата, а се повеќе храна увезуваме. Благодарам многу за јавувањето. Секако со вас го отворивме ова издание на Црвена линија, па еве со оглед на тоа што земјоделието во овој момент во земјава комотно, како што и упативме на самиот почеток, може да биде дел од онаа рубрика верувале или не. Земја Македонија која што буквално има се, земји кои што еве кубура дури и со чиста вода, ние може да се пофалиме дека навистина земјата е благословена, се уште да има чиста вода, да има добри услови и земја, но еве се доведовме во ситуација и да увезуваме храна. А постојано се зборува за субвенционирање и се субвенционира во земјоделието. Па ако се субвенционира во земјоделието, тогаш зошто се повеќе увезуваме, а не произведуваме? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас во Црвена линија сте. Благодарам. Вака. Значи сега се субвенционира во најновото откритие. Увезуваме работна сила. Затоа што нашава не може да дојде на ред да заработи нешто. Овие глобалисти, ја ги викам, што се директори, особено од овој од западниот Бранко Азерски, вечетиот председател. Првата работа, значи земјоделието, земјиштето, што го спомна Љупче, јавна тајна, дека е земено од мегаломани, неколку луѓе, кои што ги издаваат под кирие, за тие да си ја користат субвенцијата. Еве, дајте му на код од врзни раца, значи дајте му да провери, ке види и ке ви каже дека тоа е така. Од друга страна, на младите им се дават субвенции, као наводно еве, земете нешто да работите, да отворите фирми овој. Каква таа субвенција кога ти треба да заложиш за кредит да ти дадат, за трактор да купиш куќе или нешто од имање, ако имаш коли, било што е да е. Па тие луѓе ако има, значи толку богатство, па они нема да одат да работат земјоделие. Значи тие се сиромошни луѓе млади кои што сакаат да заработуваат. Тука е државата виновна 205%. На кое што требаше антикорупцијска да им ги исече крилото и да им рече стоите, вие сте мегаломани. Значи газдеве не може со нивниот одговор, ако ти чини, ако не ти чини, стане ој си. Ние си отидовме. Значи здравите луѓе исправни кои што сакаат да работат, си заминаа од држава. Најдоа подобар живот кај што сакаат да работат и да заработат нешто. Тука државата нека се чукне в глава. Пријатно и довидување. Благодарам за вашите одговори во ова издание на Црвена линија. Препорачувам да останете со нас и да слушнете еве допрва гледачите какви одговори ќе дадат. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав од тебе. Поздрав и до вас. До телевизија Телма и до цела Македонија. Сега ви кажам, а кој кажува дека дават субвенции? Јас сум земјоделец. Субвенции само лажат. Сега ќе ви кажам. За 7 години, значи имам само 2 пати за нафта. Значи 1800, 1400. А трошам на пример 1000 евра за нафта. Значи по 20 дена најмалку 20.000 даваме за разлика за нафта. Со по 20 дена што покача за акцизи. Значи лажат. Субвенции оваа година само имам 9.000, треба 60.000, само 9.000. Какви субвенции дават? Мене не знам зошто не направат некој список да се пријавиме тие што не дават, што не сме земале субвенција. Знаеш што прават? Ние даваме 250 милиона субвенции. Добро бе другари, како ги поделим на таа земјоделци, ние по колку па ние сме најбогат во народ во државата. Сега ќе ги покачале субвенција. Абе тие не дават субвенции, само го лажат народ. Македонски народ не се лаже бе. Јас сум земјоделец. Јас пропаднав. Еве како земјоделец кажете ми на кого му одговара да Македонија биде зависна од увоз на храна? Јас ќе кажам, на сите им одговара, значи само на земјоделците. Еве сега ако на пример има некој протест, сите никој не доаѓа да не подржи, ќе им помине времето. Ништо не те слушам. Ние ве слушаме, продолжете. Значи на сите им одговара. Значи кога е скапо земјоделски производ, тога се жалат, а така никој не подржува. И сите викат дека земат субвенција. Бе другари не земат, лажат, верујте не земаме. Земаме да пример ако ти дадат 10%, па ние субвенции не земаме. Значи државата само не лажи. И сега овие лаги. Благодарам многу за вклучувањето и секако за она што го споделивте од ваш личен аспект, од ваше лично искуство. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Намалете го целосно тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, госпожа. Верувам дека сте добро, ве слушаме, повелете. Овде еден дечко од Јорче.
Секако дека ве познавме и редовен Бидете учесник. поздравени вие и цела екипа, сите слушатели што се јавија, што ќе се јават. Па еве, Кој е вие како виновен за дечко ова? од Ѓорча, кажете ми, ви се чинели дека земјава има воопшто постои во неа стратегија за развој на Каква земјоделие? стратегија во земјоделие? Во ништо немаме ние стратегија. Кога ќе ми текне со возот, кога одевме од Гостиражни, кога ќе слезе до Кременица, какви шапци имаше сончогледот, какви репи, каква пченица. Сега нема ништо, црње има. Тоа му одговараше на бизнисмените. Тука се стивите криви и СДС, и ВМРО. Последниот пратеникот што беше последен директор на Пелагонија Гагачевски, на кого продаваше тие неплодните парцели од Пелагонија? На Мијалков, на Камчев. А знаеме до кое ниво стигнаа со парите Камчев и Мијалков. Субвенциите, еве кажа пред мене, не одат во прави раце субвенциите. Најлесно им е на тие што седат министри, подминистри, ќе сврти телефонот, маце на српски, што вика, еј, пошали ми 2 слепера ово, пошали ми оно и парите во джеб да ги стави. А нашава пченица нека скапува, нашево ниви не обработи, нека фаќа трње. Не е само во земјоделие, ништо немаме ние стратегија. Затоа, зашто се аргетата на Ибарана и туј пилињата? Затоа што словенците имаат стратегија, имаат план. Затоа 10. Благодарам многу за јавувањето. Еве и потсетување се разбира, мерете го времето на вашето излагање со оглед на тоа што за секој гледач е 90 секунди. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во црвена линија сте. Благодарам. Значи, дали субвенциите се во ред? Не се во ред. Затоа што тие се даваат, колку што ми беше познато до сега, без основа на пријава за земјиште и насади, а не од резултати од тоа земјиште. Значи, субвенции треба да се даваат врз основа на испорачан производ, како што сега го направија, ама има многу реакции. Затоа е проблемот. Субвенции земаат тие што имаат земјиште, ќе го пријави, ќе ги земе и никому ништо. Значи, јас не сум земјоделец, ама сум од Скопје, ама скопјани на времето живееле добар дел од земја и од занечиство и моите имаа 100 хектари во Скопско поле. Значи, добро се живеело, ама треба мотика. Леп без мотика нема, а ние тоа не го сакаме. Ние сакаме полесен начин, разбирате? Сега има современи методи на производство, со тоа што едино може да кажем дека државата има проблем што нема системи за наводнување на целата држава. А има ли еве државата според вас и стратегија за развој на земјоделието? Па нема, ние немаме за ништо стратегија, а земјоделието е примарна економија во Македонија. Тие што држава што има производство на храна, таа може да преживее во иднина. Тоа треба да се искористи. Ме сваѓате? Така, земјоделието е она што всушност е храната на едно население. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден и љубав ден. Баба Роска, како сте ми денес? Таа е боле, старско срце моје на мајка. Па еве каде, Баба Роска, одат овие субвенции кои што се доделуваат? Зошто земјоделието едноставно и при субвенции кои што еве се доделуваат тапка во место? Вака да ви кажам, субвенции даваат кај што не треба, а кај што треба не даваат. Одете да видите како се мачат луѓето, како копаат, како се, а нема субвенции. И ќе го дадат на прекупците, а они таман готово. Азор и право ќе си земат повеќе парички. Така се не прави. Гледај прво каде треба субвенции, не субвенции само да се даде, па на кого што не треба. Тамо нема субвенции. Тие што се со ралото и со плугот и со магарето или со конјот или со волот. Тамо нема субвенции. Тамо рмбање само има. И нема кај да го пласираат тоа. Само седи дома, што вика пред мене говорникот,
Ние увезуваме пченица, а нашата пченица седи дома. На кого му одговара еве Македонија да е зависна од увоз? Им одговара на тие прекупците. Им одговара на тие што се горе на парламентот. А они сега ќе ти кажат се и брда и долини дека да гласаш за ника. Посте здраво, пријатно. Не те познавам. Вака, јас сам од село. Баба Руска, благодарам за учеството. Секако продолжете да не следите и понатаму, а и активно да зимате учество како и секогаш во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден и убав ден, Тина. Најубав ден и вам. Ви благодарам. Можете убава тема, само не знам дали е само за предизборен подкуп или општо е во пракса тоа. Во Министерство за земјоделие и шумарство се практикува тоа. Каде одат еве субвенциите со оглед на тоа што Вака. земјоделието си тапка во место? Земјоделието си тапка во место, токму така. Знаете што, изминативе 20 години, јас не се бавам со земјоделие, меѓутоа сум слушнал и сум видел со мои очи како се практикуваат тие субвенции. Сточар кој имал 150 овце му вика референтот, не го поменувам. И не сакам да. Во многу изминати години му вика пиши бе дека имаш 450 овци. Како бе вика, ја викам разлика и ти ќе одговараш утре. Абе вика ќе се договориме, ќе најдеме заеднички, дали 50-50, дали 60 за мене, 40 за тебе ќе најдеме. Вистина е така дека одат во погрешни рад. Зашто одат, ја се прашувам, на толку референти, како не може да се дава субвенции во Република Македонија, каде имало 32 години криминал, да имам ја поверење во мене како референт, да имате поверење и сам да одлучувам. Кај има во тоа држава? Тоа комисиски треба да оде да ги видат, да ги сликаат тие, дали се работи за сточарство, за земјоделие и се икс други работи. Како се даваат тие субвенции, ја не можам да ги сватам. Само да кажеш и готово, завршена работа. Нормално дека ќе има тоа. Тоа е строго треба да... Ке подсетам, немавајте на тајмерот, 90 секунди е време трењето. Благодарам за учеството. Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав и до вас. Поштовање. Каде одат субвенциите, а земјоделието си тапка во место? Ја да ти кажам искрено, човеков убав пример даде, тоа е таа аванта што се дава. Нали, колку овци имал таму, не толку волку имаш. Значи, за 10 пати повеќе. И после парите се делат. И никому ништо, тоа ќе си преде така и тој што стварно има намера да работи, да произведе, да допринесе нешто од државата, ќе си пропадне. Дури ќе мора камати да плаќа ако земал кредити од некаде. Ја сум голем противник на овие субвенции, затоа што со овие субвенции до овдека спаса нашето и земјоделие и сточарство. Значи, во јопшто и другите производни дејности што се, значи, нели субвенции се даваат и ако сакаш некоја фирма да отвориш, ако ти текне дава порано преку Охридска банка по 3000 евра пари, мислам тоа беше дури понижувачки. Што бизнес ќе направи, соберете се тројца, не знам дали е спатиш. А на кого еве според вас му одговара да е земјава зависна од увоз на храна? На кого му одговара? Па Да. на овие што ја водат државата, значи и на некои бизнисмени, значи што воедно работат заедно со тие што држат власта од државата. А инаку на обичниот народ не му одговара затоа што со овакви субвенции се упропасти све. Значи пак е нагласам, све се упропасти. Благодарам и вам за учеството. Продолжуваме. Добар ден. Ало, Добар ден, во Црвена линија сте. добар ден. Каде одат според вас субвенциите, а земјоделието тапка во место? Слушай ме сега да ти кажам. Ве слушаме, кажете. Слушай ме сега, јас се јавувам од Провишти. Садат се блокове со тикви, со балки и се имаат субвенции околу 2500 од декар. А се садат огромни површини, а на државата не дават ништо. Ништо не е предадено
да се продаде држава за да има корист од нешто. Имам другар, саде Ченка, викам, што ќе му работиш? Ништо ви вика да дојдат тамо да видат дека е изрснато и да земам субвенции. 3 кила нафта од декар за орањето, 2.500 пари земе од субвенции. Дека ќе не е државата овака. Дали сметате дека е овој принцип на субвенционирање треба да се укине тогаш? Па треба да се укине, бе, како испокрадеа државата, бе. На шо личи тоа? Насадил лејки по полето, ништо не продадел на државата, државата го финансира 2.500 од декар. На шо личи тоа? А според вас на кого му одговара Македонија да е зависна од увоз на храна? Па, нека продаде, нека произведе, жито нека продаде. Уредо е тоа, ама на шо личи лејки ке садил огромни пари земат. Така, интересно, благодарам многу, еве, токму поради тоа Црвена линија и поставува тема, за да слушнеме вие, од ваше искуство и на што сте сведоци, да пренесете, се разбира, за да се запознае јавноста. Продолжуваме. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот целосно. Дали се слушаме? Намалете го тонот на телевизорот целосно. Се слушаме, да. Добар ден, во Црвена линија сте. Да, тука сме, да. Се слушаме сега. Но намалете го тонот на телевизорот. Намалено е. Сега Добро, повелете. Да, сега. Јавува се Александар Тодосиев во село Чешиново. Нема да се дае анонимност ништо. Значи се јавува Александар Тодосиев во село Чешиново. Поздрав до вас, Александар. Повелете. Поздрав и до вашата телевизија. Мило ми е што конечно добивме врска да се слушнеме и да слушне цела Македонија јавноста што се случува меѓувремено за она што се случува у производство и земјоделието, да слушне Македонија со што се моментално спротивставува. Продолжи да ве слушаме. Сега моментално ние сме во оризопроизводството Кочанската околија. Значи ние сме производители на храна и резерви за житарици од цела држава. Плаќаме троstruko нафта, троstruko секоја репроматеријална поддршка за да се произведе нештото што треба да биде квалитетно, да го јаде народо. До друга страна, политичките партии ни сметат, ако не си ВМРО или ако не си СДС, нема да добиеш тоа, нема да добиеш ова, нема да добиеш нафта 50%, нема да добиеш попуст за репроматеријали, квалитетно ѓубриво, за да ти можеш да произведуваш храна у собствена држава. Ке му се заблагодариме на Александар за јавувањето и секако еве веднаш ќе укажеме правилото во Црвена линија 90 секунди за едно јавување и токму поради тоа тајмерот автоматски се исклучува, но завртевте го во истиот момент, еве ве охрабрувам телефонскиот број 02307 0005 и да добиете нови 90 секунди. И за да не се губи време во тоа дали се слушаме, дали сте на линија, дали можете да продолжите, јас ве замолувам од технички аспект, како ќе ве прифатат во режија. Веднаш на 0 целосно намалете го тонот на телевизорот и со мене зборувате телефонски само преку слушалка. Продолжуваме понатаму и верувам дека Александар повторно ќе биде вклучен во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тика. Голем поздрав и до вас. Па да знаеш, и мене ми е мило, баш сакав Чешево, Блешево и сакав да го опфатим тој терен Пелагонија. Тамо си ја работаат работата. Верувајте ми. Зошто некој сака да ја покраде? Јас сеќа, зашто јас сум, не сум со диплома агроном инженер, зашто трета година, после четврта напушти, води до војска по светот и запушти. И тоа што научи цела Македонија, тога и сите запознајте ја Македонија, ние Југославија, ние запознаваме Македонија. Тој терен, Чешево, Блешево и како уште беше, не знам кој е градоначелник сега тамо. Кој збориме за Пелагонија и на крајот кој ќе збориме за Полог и за Кочани.
Затоа кој збориме некои работи што се стратешки, затоа и у програмата гледам на ВМРО ДПМН, тие се стратешки, македонски. Немој некој да ги краде. Јас се зошто ќе ти кажем. Ние сме членка на Обединените нации. Добиваме пари за зелена агенда од Обединените нации. Од ФАО, од Фиат Панис, европски пари. Кај завршува овие 7 години? Така да прашам. За фотоволтаик 800 милиона беа наменети за оваа држава за земјоделието. Кај завршија? У фотоволтаици. Затоа некој треба да одговара за пашка за тие пари ако им дал второт за земјоделие. Благодарам за јавувањето и врз основно тоа и што укажавте, односно поставивте прашање каде одат парите кои што ги доделува и Европската Унија. Јас секако ќе ве замолам tilma.com.mk да кликнете на нашиот сајт и меѓу другото ќе ве навратиме на еден наслов кој што е објавен минатата година во август месец, поточно на 3.8, каде што стои Олаф дека утврдил злоупотреба на над 600.000 евра дадени од Европската Унија во Министерството за земјоделие. Односно, откако Европската агенција против измами Олаф, тоа се однесува минатата недела на минатата година во август месец, објави дека во 2022 година спровела 4 истраги во Македонија, од кои 3 завршиле со препораки, но без да каже за какви неправилности се утврдени и какви препораки се дадени. Министерството за земјоделство и водостопанство денеска излезе и со информација. Се мисли дента е на 3.8.2023 година, односно дека на 18 април оваа година токму од Европската комисија до нив стигнал допис за неправилност поврзана со договор финансиран од страна на Европската Унија и тоа во висина од 600.659 евра. Македонија во тој проект учествувала со кофинансирање во износ од 66.739 евра. Поточно целиот проект чинел 667.399 евра. Значи ве подсетувам, впишете го овој наслов. Олаф утврдил злоупотреба на над 600.000 евра дадени од Европската Унија во Министерството за земјоделие. Наслов кој што од страна на Телма телевизија објавен на сајтот telma.com.mk на 3.8.2023 година. А ние ве прашуваме што се однесува и до домашните субвенции, па еве и овие субвенции, односно финансирање на проекти се со цел за развој на земјоделието, каде завршуваат со оглед на тоа што се соочуваме со поголем увоз на храна пред се и земјоделие кој што тапка во место. Каде одат овие субвенции? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Субвенциите неправилно ги делат. Тоа треба од кило. Колку кила ќе произведеш, толку да се даде, а не има луѓе орај садено, суви гранки у нивата и он си зима субвенции. Лозјето 100 хектари има, еден камион грозе берат. И така само субвенции си зимат, никој не го работи лозјето. Зарем не се вршат контроли? Што мислите? Постои ли воопшто стратегија за развој на земјоделието? Ништо до сега, за сега ништо. Сите површини се земени на доктори, на големи луѓе. Они делат, го зимат земјиште и го дават по чирија на други луѓе. Зимат пари, субвенции си зимат и од луѓето пари си зимат. Неправилно е тоа субвенции давање. Колку кило ќе произведеш од кило, нека земе. Некои од гледачите рекоа дека токму таа стратегија на субвенционирање може би најмногу лошо прави во земјоделието. Па лошо е направено. А еве кој според вас има интерес да земјава зависи од увоз на храна? Па ќе зависи од увоз, да каде земат големите луѓе, они си делат таму и... Така, благодарам многу еве што дадовте вие и учествено и одговори на нашите прашања. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас.
Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Вака, ме интересира само една работа. Дали може преко вашата програма да се направи снимање на обекти, на производство, се што е потребно и да се даде во програма? И да се види што може да се помага, што не може да се помага. Пошто повеќе се помага на оние кои што стварно не работат, а оние кои се стварно производители, тие ништо не може да добијат од државата. Дали е ВМРО, дали е СДС, ово е се кач баламач. Еве, ја може да ви оставам мојата име, презиме, адреса, се што треба, да дојдете да снимете, да видите јас со кое производство се занимавам, произведувам. Што произведувате, еве конкретно? Што произведувате? Никаква помош. Ако поднесам некои работи... Ало? Што произведувате, ако може да ни откриете? Еве, ја имам свинјарска фарма. Добро. Свинјарска фарма од 200 свињи. И кога ќе ги продавам свињите да ги давам на било која кланица, тие ми кажуваат 1000 денара имате субвенции од глава. А тие ми го зимат по 60 денара. 100 кила свинчи изгледа за 7000 денара од државата да и го дадам. А ја имам негде околу 14-15 илјади. Благодарам многу, оставете податоци во режија секако и ќе имаме во предвид тоа што посочивте да регистрираме сушност со што се соочувате како производител. Како да продолжуваме понатаму, добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во црвена линија сте. Се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Што беше темава? Производството. Еве, за почеток темава е прашањето каде според вас одат субвенциите кои што се доделуваат, кога земјоделието ни тапка во место? Па јас би кажал, субвенции даваат за ниви што не се обработуваат за трње да растат. Има луѓе, јас што познавам, склучуваат договори со државата куќе што пратамо да земе субвенции и ништо не садит. Само ќе прикажи имотни листови, нивата ваканака. Субвенција се дават на производ кој ќе произведи 100 тикви, за тие 100 тикви еве ти субвенција. Или тоа е, како да кажам, власта со тие се поврзава, пола за тебе, пола за мене, земи парите, бегај. Производство нема. Ај, дали сте виделе негде, кој ќе излезите малце од Скопје надвор, лево десно по нивите, дали негде нешто има засадено? Нема ништо. Ова е брука на бруките. Тоа се знае, ако има некоја дисциплина држава да направи некој ред, да се изработи државата стварно да ги плати луѓето. Според да вас на кого во државава му одговара земјава да зависи од увоз на храна? Како рековте? Според вас во земјава на кого му одговара Македонија да зависи од увоз на храна, иако ги има сите услови да произведува и извезува храна? На овие така ги викам на мафијата и одговара. Да не се произведува тука, да можат да увезуваат, да плячкаат, да прават цени, да прават 300 чуда тендери. Ето тоа е тоа. На тие, недомачините, на нив им одговара. Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Ке ве подсетам сите оние кои што нема да успеете да се вклучите, секако можете да одговорите на денешните прашања на темата за која што зборуваме со вас и тоа на социјалните медиуми, поточно Facebook, профилот е Црвена линија. Тоа веќе и го сторија дел од гледачите, па еве ке видиме и какви одговори даде оние кои што не следат на Facebook. На Facebook на Црвена линија денеска изгледаме вака. Прашањето е едноставно. Има ли Македонија стратегија за земјоделието? Еве ги првите коментари. Александар напишал: Македонија ја нема стратегија. Ич земјоделие увоз. Неда Крстева напишала: нема стратегија, субвенциите се многу мали. Панче Паланков пак напишал: прашањето ви е за 1.000.000 евра. Од прва рака како земјоделец ке ви кажам следното. Субвенциите, иако се добредојдени, не се решение. Производството на земјоделски производи е намалено, зашто во минатото моите родители работеа на нивите, а им помагавме ние децата.
Сега моите деца се по Германија и Швајцарија, а јас сум 58 годишен. Па толку можеме ние со сопругата. Со други зборови нема кој да работи. По скриптум, државата за стратегија жалам, но ја нема. Кире Гештаковски напишал: најдобро е државата да обезбеди сигурен пласман на земјоделскиот производ, па по реални цени на пазарот. Еве и Панче преку коментар потекне уште едно прашање, дали може би она со што се соочуваме како земја и недостиг на работна сила со оглед на тоа што младата работна сила ја напушта државата и голем дел од нив всушност ја напушта и руралната средина за да бара повеќе среќа во урбаната средина. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Се слушаме. Да, голем поздрав до вас. Ајде и за вас исто така. Сега, дали имаме ние стратегија? Имаме. Тоа е тоа голема стратегија на изминативе 30 години, па до денешен ден Министерство за земјоделие е многу стратешко место за да ги плячка парите од обичните смртници, граѓани и работници. Тоа е јасно и гласно. Него не поставувате прашање на граѓаните и на овие земјоделци кои се мачат и по дожд, и по снег, и по жештина, и по све, не ги поставите прашање, оти жално е. И сега поставувате прашање до Министерство за земјоделие. Па име благодарение на гледачите дознавме дека некои изимаат субвенции, ќе засадат, но подоцна ништо. Јасно ми е. Знаеш што, таа субвенција што некако му испаѓало од джеп од другиве, а не на директно место кај што иде. Прво до Министерство за земјоделие треба да поставите прашање кој е Свето Јанев? Зошто тој поседува земја? Кој е Веле Тамтаров на 50.000 хектари во Пелагонија? Зошто поседува земја? Каде е работа на тоа? Прашувајте едно прашање на Благоеме Анџиски доле во Овчеполието на Црнилиште и натака. Зошто поседува таа земја и дали ја работи таа земја? Коме му дава подкерија? А еве според вас кому во земјава му одговара да Македонија зависи од увоз на храна? Никоме, лично мене не ми одговара за тоа што мојата земја и мојата почва и мојата нива и мојата работа поти и се потопува на овие големи патронажисти. Зошто јас како земјоделец да плаќам од Благоеме Анџиски 200 евра текер, кога можем од држава да го земам тоа? Зошто држава да му дава на Меанџиски субвенции без да работи или на други или на трети, ве молам, да не споминам имиња. Благодарам многу и вам за учеството и секако тоа што сте редовни и активни во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Фала ви. У склопа на целата што прават мовет за целата, да не кажам емисија или за целата тема за производство на храна и субвенции, дали се е некој запрашал зошто се иселени селата и зашто нема производство на храна? Дали тоа некого е запрашал на целата политичка кариера што е до сега доставена во цела Македонија? Постојано се ветуваат субвенции, тоа можеме да слушнеме, па и се доделуваат. Според вас, кому се доделуваат субвенции, а земјоделието тапка во место? Значи, земјоделието цело време тапка во место, субвенциите се делат на првостепени нивни, да не кажам од страна нивни гласачи или да не ставаме на лично обраќање, туку нивниот степен на нивната политичка кариера моментално што е на власт и таа едно што ќе дојде. И сега, ако се гледа на политичка власт, тај што е на власт моментално ќе земе субвенции, тај што не е, нема да земе. Од друга страна, некој ќе земе репромател, ќе оплате со кеш пари што ќе штедил цела година за да може да направи ново производство, ново обработување на земјиште со нови идеи и некој тоа ќе му го споре. Значи, некој ќе го зауставе со тоа производство. А тоа е контроверзната власт, затоа што ти не си од кај ни или не си од кај нас. Не знам. Зашо? Така, благодарам многу и вам за вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, ако јас сум на линија. Секако, повелете, ве слушаме.
Благодарам. Пошто сум од таа бранша, сум агроном, работе во стопанство зелениково, најубавите праски и крушки на времето, значи за Југославија. Сега ќе кажам вака, кога се растори таа моја забруга, значи сета земја, стотици хектари ја дадоа на докторка која 4 години брат да не пушти. Меѓутоа, тие сите што значи имаат врски и ги земаат субвенциите. Од две страни зема субвенција, од друга страна земјата ја отстапува на друг и од него зема кирие и фактички тој што работи земја, тој е јаден, не може ништо да направи. Меѓутоа, моја препорака е земјата да би се дава на земјоделците. Значи да се со тоа, да се субвенционира значи нафтата, семенскиот материјал, купувањето на трактори, да има откуп на производот и на крај секој да добие оноко колку што предал на откупните пунктови и значи тогаш ќе биде вистина тој што произведува и тој ќе добие значи субвенција, а не како што сега или ќе дадам пример господинот Миленковски новинар што е тој, значи пријавено 500 грла овци, 50 кучиња, за тоа добива субвенција, а оној што он нема повеќе од 30 кози и од 5 кучиња. Затоа ми се случува ова што ми се случува. Кажете ми на кого всушност во држава му одговара да зависиме од увоз на храна? Увоз, значи, им одговара на трговците, затоа што прво, значи, оној што произведува од надвор го дава поевтино само да го продаде, а овдека кај нас пошто нема, па не уценуваат нас потрошувачите, фактички жртвеното јаре е потрошувачот во Македонија. Благодарам многу за јавувањето, продолжете да не следите. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Благодарам, поздрав до емисијата. Благодарам. Во врска со земјоделството и субвенциите, сакам да ви кажам дека секоја држава најпрво треба да направи аграрна реформа, а тоа е укрупнување на земјоделските парцели површини. Без тоа земјоделие нема. Кај нас во Македонија, за жал, големите парцели ги земаат тајкуните, знаете кои, и од претходната власт, најповеќе и сега, се ги зема, а воопшто не ги работат. Ги дават, дори ги дават на други да ги работат, а за истите земат субвенции. Мислам, тамо државниот земјоделски инспекторат, кој што е највиновен за сите состојби, бидејќи има најмногу корумпирани инспектори во државниот земјоделски инспекторат. Бидејќи работат само кај што има, ево во Гевгели има еден таков случај, има инспектор кој го интересира државен земјоделски инспектор, наместо да прави контрола по законот и да го почитува законот, гледа само кај што има личен интерес. Само кај што има личен интерес, не чепка никој, нити прави контроли и прави извишти дека се е во ред. Таму кај што нема интерес, на луѓето ја зима земјата што е доделена да ја работат и што плаќа за резно субвенции. Мислам, такви злоупотреби на службената положба има и на други места во Македонија, не само во Гевгели. Според вас на кого најмногу му одговара земјата да биде зависна од увоз на храна? Срамота е Македонија да биде увозник на храна кога се декларираме како земјоделска земја. Така, благодарам многу. Всушност, ние така и го стартувавме во издание на Црвена линија. Едноставно започнавме со она верувале или не, ако ја паметите таа рубрика, и во таква рубрика се чини дека земјоделието во Македонија припаѓа. Па зошто еве од земјоделска земја која што буквално ги има сите услови едноставно да доминира како извозник на храна, Македонија во овој момент зависи од увоз на храна. На кого тоа му одговара и според вас оние субвенции за кои што многу слушаме, каде завршуваат кога земјоделието тапка во место? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Субвенциите се мали, оти се погрешно распоредени, значи дадени на погрешни луѓе. Како прво земјата е доделена народното што беше од комбинатите и од земјоделските комбинати, доделена му е на концесионери, а концесионери се некогашни
што ти ја знам, пратеници, некои директори, партиски, во секој случај кадри, некогашни, сегашни, како било. Значи, ги има разни врсти и тие земат субвенции по хектар, по површина. Значи, а земјата му ја дават под наем на вистинските земјоделци, наравно под кирија. Така да, тука лежи зајако, значи. Концесионерите се, земјата е погрешно распоредена. Најдобро е ова, како што е со стовчарството, например, сега, по јагне, субвенција по јагне, по предадено јагне, значи на одредени пункти се предава. Врз основ на пласманот, сакате да кажете? Да, треба да се произведи нешто. Значи цена по предаден производ. А се знае кај се предава производот. Така, благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Каде одат субвенциите, а земјоделието ни тапка во место? У погрешни джепови. Така ве слушаме, продолжат. Значи, претходните субвенции се пуштени пред време за многу погрешни работи. Сега, јас сакам да кажам, претходно се јавува истиот гледач Александар Тодосиев, сакам да кажам за производството. Ајде, Александар, доискажете се. Произведуваме квалитетна храна, немаме пласман. Оценуват не сите, значи, фабриканти, да не кажам, овие што се откупувачи, купат и за џабе пари, продават го на пазарите, квалитетна храна. Значи, плаќаме скапи репроматеријали, скапа нафта. Значи, него се возе со джипови од 200.000 евра, плаќа 70 на нафта и јас се плаќам иста цена на нафта за произведена храна у Македонија. И младите бегале од Македонија, зашто да не бегат? Зошто, кажи ми една причина да останат тука. И сега сите граѓани се јавуваат, пошто сите избегаат целата сага да живеат у 20 квадрата стан, ама јас живеам у не знам, у Штиеп, у Виница, у Скопје, у Берово, не знам, ама јас у стан у 20 квадрата. И чувам пудлица дома. А ние сволуваме фамилија, женеме се со кредити од банката, трудиме се кога да ги вратиме, и сега тоа државата, она наје начин да на нас да ни го, како да кажам, омаловажи, ки ни помага она. Со што ќе ни помага? Благодарам многу, Александар, за повторното учество во Црвена линија. Времето дојде за реклами, да ги погледнеме, а потоа следуваат и резултатите од Инстаграм стори анкетата. По рекламите, како што и секогаш бива, време да ги соопштиме и резултатите, како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете не во овој момент, па веќе утре можете да учествувате во анкетите. На денешното прашање, може ли од земјоделие добро да се живее? Со да одговорија 56%. Со не одговорија 44%. Ете, сега можете и да видите како изгледа Instagram Story анкетата, така да ова се резултатите пресметани во проценти. Благодарам бескрено за учеството во Црвена линија, но нашата дружба не сакам тука да заврши. Напротив, сакам да ве префрлам во една друга димензија, каде што секако ќе имате можности да се расположите, нешто да се поднаучи, нешто да се повтори, но најважно е да се освојат супер вредни награди. Како главна награда ќе стартуваме со велосипеда, нешто подоцна ќе ви изненадиме со други главни и супер вредни награди. Да ве подготвам јас, како и секогаш, време и да подкажам дел од прашањата. Забележете, ке има гатанка. Цел ден оде од куќа, не излегува. Што е тоа? Потоа ке има и вакво прашање, како на буквата Ф се вика подолг училишен одмор, распуст во летно време или за празници.
Кој светлосен уред се користи на раскрсници за регулирање на сообраќајот? Еве ви уште едно прашање. Која општина е со најголема површина? Зајас, Скичево, Македонски Брод или Вранештица? Дајте ги точните одговори, вклучете се во завртина тема и избогатете го своето попладне со супер вредна награда. Се гледаме.